Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Јас сум Трајче Китановски, водител и уредник на овој подкаст, а денеска имаме, како и секогаш, мощно интересен гостин, се работи за наш соработник и од првата и од оваа втора сезона, претседател на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добар ден и вие сте веќе како дома. Се чувствувам како дома, благодарам секојаш која ќе ме поканите, а исто така користам приликата да ги поздравам граѓаните на Македонија. Сакам најнапред да започнеме. Вие месец дена бевте во САД, Соединетите Американски држави, впрочем вие и долги години живеевте таму, како што е познато на нашата јавност. Што имате да им препорачате, да им кажете на нашите македонски граѓани, како е таму? Какви се разликите? Па види, повеќе од месец дена бев, но секоја година одам, некојаш два пати, некојаш еднаш. Разликите не може да се прави разлика, бидејќи кога се прави разлика с Македонија и Соединетите Американски држави е невозможно разлика да се прави. Тоа е нешто чудо невидено. Јас се случи да посетам неколку градови и места каде што во последни 15-20 години се гради и никнуваат градови како печурки, по 50, 100, 200, 300 илјади луѓе. Значи, тоа е нешто невидено. Каков систем на градба. Ајде да зборуваме малце за како се гради кај нас. Значи, кај нас политичарите заедно со урбаната мафија, кој што политичарите, почнувајќи од премиер до градоначалници, советници и така натаму, ја креирава мафија, бидејќи донесува закони да бидат во корис на градежната мафија, ги уништуваат нашите градови. Во Америка, градовите се градат плански. Значи, помеѓу зграда се остава огромен простор, да не зборувам за зеленила, паркови, паркирање. Не е како кај нас хаос да се паркираат улици. Во Америка не можете да видите паркирани улици на тротоари. Видов едно видео ваше, се извинувам што ја прегнав, едно видео ваше, значи буквално влеговте во меѓу згради, зеленило огромно. Значи таму да е во Македонија ќе има 10 згради на тоа. Зеленило. Повеќе од 10 згради, да се нашалиме, за жал Америка се гради плански. И Америка е многу богата држава. Зошто е многу богата? Бидејќи од цел свет последните 150-200 години се доселуваат во Америка. Последните 20, 50, 30 години и да не речем последните 10 години. Во Америка привлекува, со мојта на Америка, привлекува најголеми научници и иноватори на светот. Привлекува луѓе кои што се учени, образовани, привлекува занечи, значи привлекува експерти. Затоа Америка, како Америка, мојна држава. Затоа што во Америка самите гледате и знаеме сите, дека најмоćните компании се од Америка. Повеќето иновации во светот доаѓаат од Америка и уште 5, 6, 7 држави. Ние како држава, за жал, имаме катастрофално образование и тие малце што ги имаме научници, иноватори, паметни луѓе кои што може да смислат некоја иновација, за да може и таа иновација, некој патент, поточно кажем да го продаваме во светот, си ги бркаме надвор, затоа што 35 години како независна држава, ние имаме стално криминогени политички структури, партии и нивните, што ги викам омилено, криминални злосторнички банди, кои што добро се организирани, поготово овие политички структури, се организирани, се окупираат со 60 на помали партии и ја контролираат Македонија нон-стоп, се менуваат, што вика еден слези муртор да се качи курто и така натаму. Но ние ако сакаме да бидеме кој Америка, и посетив здравствени установи. Сната мојот сино е лекар. И нормално секоја година кој ќе одам си правам проверка, значи за моето здравје. Тоа е чудо нешто, кој ќе влезеш во нивните
простории, да речеме, за рентген, тоа е како научна фантастика. Се мислиш какви се овие машини. Во НАСА. Во НАСА. Значи, една машина, пример, да ти го снима срцето, за неполни 5 минути преку 35.000 слики зема од сите можни јагли. Преку 35.000. 35.000 да видат точно каде има блокада на срцето. Дали е тоа артерија, вена или е, не знам, капилара на срцето. Значи, верувајте ми, толку се отидени напред, тие се на месечина, ние уште сме тука, како во камена дома, благодарение на ова што го кажав, што имаат и квалитетни луѓе во Америка, се раѓаат, се разбира, и што секојдневно си селуваат во Америка. Од цел свет има. Од Индија, Кина, Русија, Европа, Азија, Јужна Америка. И успеваат, бидејќи се паметни, да го соберат квалитетот од светот. И секогаш се надпребаруваат со светот, се разбира, на економско ниво. Затоа Америка мојтна, богата држава, бидејќи не е како кај нас. Ние сме први во светот, во Гинисовата книга на рекорди нема, по доктори на наука, а економски сме катастрофа. Во последните држави во светот не имаме доктори на наука, за жал, кои што во последните 20 години ги добиваат дипломите или преку пријатели, или ги купуваат, и ретко имаме стварно квалитетни доктори на наука, но нашите доктори на наука повеќе се фокусираат на теорија. Тие може да бидат одлични професори по факултетите, но и образованието секако не е уништено, бидејќи кој министер да дојде, која влада нова да дојде, менуваат реформи и прават и ние тониме. За здравството да не зборувам, инфраструктурата да не зборувам. Еве еден пример ќе кажам, дали е Скопје, Битол кај да било 200 метра улица, не е ни 10 метра широка, се гради повеќе од година дена или 5 месеци или 10 месеци. Патот Битола, Прилеп, бубрези да се искршиш, веќе 15-20 години лом целиот, изјави премиерот Мицковски дека ќе се изградат за наредни 5-6 години, 40 километри. Сега што да зборувам, Америка е фантазија, Америка му дава на луѓето огромна шанса да напредуваат, цени квалитет, ќе те плати квалитетно, таму е насад, и луѓето што се многу квалитетни специјалисти, професионалци во своите струки можат многу да заработат во споредба со тука. Кај нас, како што реков, за жал е уништен квалитетот, поточно квалитетот мора да замени од Македонија, благодарение на овој политички трул криминален систем кој што владае 35 години. И се разбира, виновници за ова се почнувајќи од премиер, пратеници, министри, градоначалници, советници кои што ја водат Македонија во една бездна, поточно во една огромна септичка јама. Така. Спомнавте, кога веќе говориме за Америка, спомнавте дека македонци има секаде во светот, точно е дека и до Доналд Трамп имаме блиски луѓе кои се по потек од Македонија, и не само во Америка, и во многу универзитети широм светот има македонски професори што мислам луѓе што нешто значат во тие земји. Но сакам да ве завршиме кога сме, како што спомна веќе, кај Америка. Сад Америка и Израел извршуваат војна инвазија, како така да наречам, против Иран. Светот се подели, политичари, држави имаат разноразно мислење, некој вамо, некој таму. Кое е вашето мислење за овој проблем? Па видите, пред се можем да кажем како човек, како демократ, јас сум против војни судири во светот, се разбира насилства, и не би сакал тоа да се случува, но за жал историски, од кога човекот е роден, стално предизвикува војни. И овие војни нема да престанат и да живееме и светот да постои уште 100 милиарди години. За жал, затоа што ние никогаш не учиме од војните дека на крајот на криштата треба да се решаваат проблемите со диалог. Значи да се разговара, да се најди некој да попушти малце, а не сите ние као цел свет е со инаед. Гледам на војната, зошто
Соединетите Американски држави и Израел нападна Иран, затоа што прво се договараа и подолго време, не е само сега, и пред 2 години ги има нападнато, краток временски период, бидејќи Соединетите Американски држави и Израел не дозволуваат Иран да изгради нуклеарни боеви, да има нуклеарни боеви глави, поточно да има нуклеарно оружје. Бидејќи во Иран последните 35, 6, 7 години, за жал ќе кажам, раководството поточно спонзорира тероризам низ светот, и тоа е факт. Диктатура невидена постои во Иран, бидејќи некој религиско раководство не е демократско, не се избира кај по народо, нема гласање и така натаму, нема повеќе политички партии како во многу диктаторски држави во светот што постојат, но Иран докажа дека Иран, нивното раководство, уште пред 3-4 месеци, кога во Иран почнаа протести, тие према некои податоци, повеќе од 20 до 30 илјади луѓе ги убија на улиците што демонстрира. Значи, суров е режимот. Автоматски затоа Америка и Израел ги напаѓа, бидејќи да испречи да не изградат атомско оружје. Погледнете сега што се случува со Иран. Америка и Израел ги напаѓа, тие ги напаѓаат сите други држави кои што соработуваат со Израел и со Америка. Па зборувам за арапски држави. Колку време Иран акумулира оружје? Може и да се види. Значи, Иран е еден, како држава е најбогата, една од најбогатите поточно држави во светот што извезува нафта. Сите тие милиарди, на место да се делат и да се развива економија и се разбира да се делат помеѓу народот за нивно општо добро, Иран ги користеше, не знаеме колку илјади ракети има Иран складирано под земја. Значи, едно што можам да кажам, пак ќе речем, јас сум против војната, бидејќи луѓе гинат, но кога некогаш, еве во конкретно случај Америка и Израел го нападна Иран, можам слободно да кажам, од тие причини го нападнаа и се разбира Македонија, ние како луѓе пред се демократи, јас сум живеел многу години во Америка, одам идам до Америка, Америка сметам за голем стратешки партнер и други држави во светот кои што не мислат добро. Америка не мисли добро нас на Македонија, а и Израел исто така. И затоа ја поддржувам, слободно можам да кажам, не е ова инвазија, немаат план американците и Израел да ги окупираат, да го окупираат Иран, бидејќи има Америка и се разбира Израел боеви глави, нуклеарни боеви глави, ако сакат да го решат проблемот да ги уништат, ќе го уништат за 24 минути, а не 24 сати. Значи проблемот е да се спречи Иран и да изгради нуклеарни боеви глави и да се трни раководството кој што, кажав, си ги убива своите луѓе. Држава во светот кој што не дозволува демократски да се протестира против таа влада што е на власт, таа не е демократска држава. Тие се диктаторски режими и за жал затоа ова се случи во Иран. Така. Почитувани гледачи, добро знаете дека сме на самиот почеток од овој наш подкаст. Еве, ја користам ова прилика да ви се обратам на вас, да притиснете лайк на ова наше видео, да стиснете subscribe на нашиот YouTube канал и да го споделите ова видео како ви допрва нормално до што поголем број на луѓе. Има доста прашања од гледачите за вас, заради тоа што долго време не сте ни биле гостин, па еве ќе се обидам да ги испочитам сите, да започнеме вака. Има едно интересно прашање, вика: сировата нафта поскапува и незините деривати, како што е бензинот, дизелот, мазутот, а исто така и плинот, како последица на војната операција на САД и Израел во Иран. Производите поскапуваат уште повеќе поради поскапување на енергенските.
Куповната моќ на народот опаѓа. Што може да се направи во ваква ситуација да се подобри стандардот на граѓаните, поточно да се намали инфлацијата? Видете, во светот од разни причини може нафтата, цената на нафтата да се зголеми. Во конкретен случај сега имаме воен конфликт во Иран, од тоа се зголемува, исто Теснецо го затворија, каде што скоро 25-30% од нафтата на светот се движи на тој дел, значи кај Иран долу и Саудиска Арабија, и цената нормално кога има војна, како што е конкретниот случај сега кај што има војна операција, поточно кажано, со Америка, Израел и Иран, ние имаме покачување на цената. Но, како ова може да се подобри, да кажеме, за нас, за Македонија, за да нема толку големо влијание? Број 1. Ние не треба, како држава, секојаш да зависиме од цената на нафтата. Ние треба во Македонија да ја произведуваме електричната енергија. Пример ќе ви кажам. Ако имаме во изобилство наше домашно производство, преку обновливи енергии, како што е водата, сонцето, ветеро и така натаму, ние повеќето коли ќе ни бидат камиони и така натаму, превозни средства, поточно кажано, на електрика. Така, да. Значи, еве, вие имате мотор, електричен мотор, додите дома, го полните и така и автобусите, и камионите, и се разбира колите и моторите. Број 1. Број 2. Кога ние произведуваме своја струја, нема да зависиме толку од плино и нема да зависиме толку од нафтата, како што се после дериватите бензин за коли, бензин за авиони и така натаму. Значи, ние треба да се фокусираме секој ова што го велам, дека ние треба во Македонија економски да зајачиме. Ако сме богата држава, економски моќна, ова нема толку да го осетиме. Ние сме тотално сиромашна, пропадната држава, економски уништена, и ако се покачи цената на нафтата, нормално се прокачуваат и производите, бидејќи нафтата се користи, производите од нафта како бензино се користат за превоз на стока. И тоа цел свет го знае. Значи, прво треба ние да размислуваме за војнина, дека мораме ние да произведуваме електрична енергија. И како што кажав, ако замислиш дека имаме во изобилство електрична енергија, тогаш повеќето превозни средства, бидејќи се развива ова индустрија на електрични возила, ќе се развија, ние ќе купуваме војнина и еве слободно ти знаеш, бидејќи возиш мотор на електричен погон, на струја, како функционира, е поевтино и така натаму. И со тоа ќе ги намалиме. Замислите, имаме камиони на погон од електрична енергија, имаме автобуси, имаме возови, бидејќи денес ја има таа технологија. Значи, тоа мора да го направиме, да бидеме независни и дури да произведуваме малце повеќе, бидејќи не сме многу голема држава, немаме огромни површини како големите држави, и да извезуваме. Само така ние можеме да станеме енергетски независни. Во Македонија нема нафта, не сме ние Кувајт или Иран или, не знам, Америка, Саудиска Арабија, немаме ни плин. Ние се увезуваме. Пак велам дека наместо да имаш поре дома што готвиш на плин, ќе имаш поре електрична енергија. Значи све, ако замислиш денес, повеќето инструменти во болниците, не повеќето, скоро сите машини работат на електрична енергија. Да. Единствено размислував долго време за ова, дека економски, јас како дипломиран економиста, можеме да дојдеме во состојба каде што економски ќе зајачаме, ќе имаме своја електрична енергија и автоматски ние како луѓе пред се ќе бидеме побогати, бидејќи ако државата, спомнувам повеќе пати, ако ние инвестираме државата да бидат тие електрани на државата, на граѓаните, на место да доаѓаат самострански капитал
и да ги користат ресурсите, како што е водата, ветеро, сонцето и така натаму, ние автоматски нема никаков бенефит да имаме, освен се разбира тие фирми што ќе дојдат, ќе отворат електрани, ќе вработат луѓе тука, тоа ќе ни биде се профит од електричната енергија, ќе се оди во нивните држави, во нивните джепови и за Македонија нема ништо кој ќе се исцрпи. Пример, се отвараме рудник, ако веќе одлучивме рудник да отвараме, зошто ние не отвараме? Зошто нашата држава не отвори? А може и се разбира во соработка со домашни или странски бизнисмени, фирми, капитал, да одиме на некое јавно-приватно партнерство и тоа е можно, но секогаш велам овие наши ресурси да ги контролира државата на Македонија, а не да ги распродава. Само така можеме да одиме напред, кога зборуваме за зависност од нафтата, зависност од енергијата во светот. Да, точно кога сме кај моторот, например, тие електрични мотори како што имам јас, имаат батерии и единствен трошок е кога ќе направиш 10.000 километри, се менуваат батериите, но додека стигнеш до 10.000 километри имаш да возиш, да се изнавозиш. Сигурно, колку е на батерија, пример, да се купи трајче? Една батерија е 100 евра, 5 батерии има, 500 евра е трошок на 10.000 километри. Да, али за тоа време дупло помалце и не се малтретираш да трчаш по бензински и се разбира самиот систем, бидејќи е помалце за одржување, не треба филтери, не ти треба филтер, не ти треба масло, мотор електрични е помал, поевтин да се изгради него овие мотори на само бензин, струја и на дизел, и тоа е точно. Да. Во светот постојат суперсили кои се борат за нов светски поредок. Еве, вие како економист, што мислите околу се ова? Дали, например, ќе се подобрат работите на подобро, дали на полошо околу оваа борба меѓу светските гиганти? Види, секојаш постоело борба меѓу светските гиганти. Сега се зборува за нов светски поредок. Одредена група на граѓани ги поддржуваат поточно различни држави, различни политичари, дали се тоа диктаторски режими поддржуваат или демократски и така натаму. Но по моје мислење, огромните, големи држави, мојтните држави, тие нема да дозволат никош помеѓу нив да дојде до војна која што ќе го уништи светот. Бидејќи знаеме има повеќе држави кои што имаат нуклеарни боеви глави и ако дојде до тоа, светот автоматски ќе се уништи. Но овој поредок што сака сега да биде као наводно нов, секогаш, еве пример ќе земам со Соединетите Американски држави, речеме Русија, Кина, Европа и други мојтни држави, секогаш ќе има конкуренција. И јас би сакал да ја видам ова конкуренција, се разбира во економијата, во здравството, во спортот, во музиката, културата и иновации и така натаму, него да има ова што денес се случува преку војни, пак ќе речем, не се решава проблема, но, за жал, конкретниот случај сега што е конфликтот воен во Иран, се случи од причини што ги спомнав, дека се работи да се спречи да изградат нуклеарни боеви глави и да се тргни тој режим кој што ги убива своите граѓани кои ќе протестираат. Дали на повидок мислите дека можно е трета светска војна, што ја знам да се случи на овој свет денеска во 21 век? Нема да се случи, бидејќи мојтните држави мора да на некој начин да се спротиставени, но и да соработуваат. Бидејќи ако тоа се случи, сите ќе изгубиме, нема да има победник, се разбира, затоа што народот не треба да се плаши и во Македонија и во светот дека тоа ќе се случи. Напротив, ќе имаме регионални конфликти, како што ги имаме во повеќе места во светот. Еве гледате што се случува горе во Украина, повеќе од 4 години, веќе војна се води со Русија. Никако да заврши. Никако да заврши, за жал, према статистички податоци што ги читаме, никој не ја знае точно, повеќе од 1 милион млади луѓе имат испогинато на бојните полина,
Руси и украинци, и тоа е трагедија невидена. Јас мислам дека треба што побрзо да се смири ситуацијата и да се реши тој конфликт во интерес на сите, да биде фер и војната мора да престане, бидејќи ако вака продолжи, работите стануваат покомплицирани и повеќе човечки животи ќе бидат изгубени, не само во илјадници, туку стотици илјадници луѓе, милиони луѓе ќе изгинат непотребно. Тоа е фрапантна бројка, тоа е стварно многу. Во секоја земја во светот има бизнисмени, политичари, политички партии, што впрочем и некои се нормално и на погрешната страна. Така да кажам, условно кажано. Но поддржуваат други држави, други земји, политичари, политики, независно дали се добри, дали се лоши. Зошто е тоа така, например, која е потребата да се поддржи некоја политика таква, некоја да му направиш што се вели на соседот лошо, доколку дојде на вас некој што не треба да дојде. Во Македонија, например, дали има некој што е на погрешната страна? Па видите, ќе зборуваме за Македонија, не би сакал да зборувам за секоја земја. Секоја земја си има своја политика, но ќе зборувам за Македонија. Нашите политички партии, конкретно што се на власт, што имаат своји пратеници, градоначалници, советници низ Македонија, за да ја прикријат неспособноста нивна, зборуваат и заземаат страни. Со тоа го скренуваат вниманието на граѓаните. Ние, кој изби сега конфликтов воен, Израел, Америка и Иран. 24 сати се зборува за тоа, ако одиш на Фейсбук, ако слушаш телевизија, медиуми и така натаму, сите се експерти. Сите зборуваат и сега кажуваат прогнози. Вака Америка, така Израел, вака Иран и така натаму. Све, повеќето се глупости невидени. Наместо ние да се фокусираме и овие политички партии, нивните лидери и политичари, да зборуваме за проблемите, ние зборуваме, велиме лоши зборови за НАТО, лоши зборови за Америка, лоши зборови за Иран и така натаму. А непотребно можеш да си изјасниш, да кажеш што поддржуваш, дека си против, дека си за и така натаму, ама тоа да биде тоа, немаш тут. Ти цело време да го трошиш, конкретен случај, замислете се. Еве ти еден пример ќе земиме со левица. Ја земам за пример, не дека имам против нив, јас имам повеќе него против нив, но кога сакам да кажам не дека имам, фактите зборуваат. Нивниот водач, Диме, кој што живее во облаци и излегува стално и со најпогрдни зборови зборува за Европската Унија, за европските држави, за Америка, како тие биле империалисти, како против Израел зборува. Ева конкретен случај го нападна Иран од причина што ја спомнав и најлошо зборува. А од друга страна поддржува диктаторски режими. Комунистичка, приказна, болшевичка, психопатска, не знам како да ја објаснам, другашка или едноставно секташка политика води човеко во Македонија. Што значи тоа? Кога пред 4,5 години Русија нападна Украина и до ден денес, после 4,5 години повеќе, како што реков, од милион млади војници, руси, украинци и така натаму и други луѓе спогинаја во Украина и допрва ќе гинат. Значи, се збори нема кажано. Кога нападна Америка, Израел почна одма да излегува со приказни како НАТО се излегува во собрание кога беше секретаров на НАТО со транспарент дека на НАТО се убици, НАТО ова, НАТО она, и тие се борат за мир. Не се борат за мир. На место да се расправа и да се бори, да се променат законите во собрание, имаат 6 пратеници, тоа не е малце, на место да повика сите политички структури кои што се против овие владеачки партии, дали е ДПМН, дали е СДС, дали е ДУИ или тако нивните коалиции, тој цело време се фокусира и поддржува режим. Еве примерно ќе кажам.
што мислите вие со приказната, оди и се поклонува, се салутира, да речеме за Куба, Иран го брани, а не кажува дека режимот е диктаторски, не кажува дека 30.000 повеќе што протестирија се убиени за еден ден или 2 дена, не кажува дека и ден денес се бркаат луѓето што учествувале на тие протести, се бесат спортисти и така натаму, за тоа молчи. Значи, ние имаме кај нас голем проблем, а проблемот е следниот. Се креира омраза према одредени држави, како што Европа, Америка, има одредена група на луѓе кои што стално пишуваат најлоши работи, без да размислуваат. Македонија е мала држава. За мене лично треба ние сите да се бориме, да се фокусираме на проблемите во Македонија. Ние цело време, значи време се губи, тука се зборува за војната, вака било, така било, и сега земаме страна, напаѓаме. Не е еден ден, не е 2, не е 5, можеш да кажеш во 3 реченици, како што кажав, и да кажеш точно што е твоето мислење и толку. Другото, кога имаш 6 пратеници или кога имаш 10 и поќе, ти треба да се фокираш на овие проблеми. Македонија има огромни проблеми. На полето е на економијата. Па луѓето немаат леп да јадат, одат по 10 сати на работа, за да земат 26.000 плата со овие астрономски цени. Пензионери, по 20.000, 25.000 имаш 200.000 пензионери, кои што трошат по 3, 4, 5.000 само за лекови месечно, за огрев, за храна, за алишта, ги оставаме луѓето. Имаме 300 и 30.000 пензионери, од кои, како што кажат, 200.000 се под 25-30.000 што примаат пензии. Кој може со тоа да живе? Никој не може да живе. Може ли некој со 25.000 да живе? Не можеш да живееш пола месец да поминиш. Имаме трајче за жал, но едно само можам да кажам на сите овие што се занимаваат со тоа. Ќе му и упатам порак. Подобро е да престанат и да не се глупираат, да тресат глупости секојдневно, да земат да почнат да размислуваат како да направиме нешто добро од Македонија. Ние не можеме големите сили во светот да ги контролираме. Може да кажеме своje мислење и толку. Другото, треба тука ние да работиме за да спасиме Македонија, да развиеме наврмна економија, здравство, образование, инфраструктура, да не ни бегаат младите, да има повеќе пари, повисок стандард. Ние сме единствена можда земја во светот што нашите политичари не водат грижа да се развие наврмна економија. Една фабрика не е изградена. Викат нека доаѓаат од странство, нека градат во индустријските зони. Што да градат фабрики? Тоа е значи поентата. Кај ќе ги вработиш ти луѓето? Ќе го викаш цел свет да доаѓа тука, па ние имаме конкуренција од најмоќните држави. И тие привлекуваат капитал. Зошто некој би дошол, би инвестирал тука, дека наводно работната рака поевтина или некој бенефици му даваме 10 години. И ќе сме кај бенефициите, зошто па не му даваме бенефиции на домашните бизнисмени, на домашните инвеститори, исто како и на странските, бидејќи тие еден ден кој ќе заминат, ќе остат фабриката, хангар ќе ти остане и толку ќе ти биде. Една огромна хала. Нив не ги интересира ништо, освен нормално доаѓаат тука да креираат капитал. Ако му одговарат тука, ако не ќе одат Индија, Виетнам и кај и да е било. Или од тука ќе одат во Босна и Херцеговина. Значи, тоа е нашиот проблем и за жал имаме политичари кои што еве сега зборувам, цел ден трубат околу војната. А никој не зборува тука да се фокусираме дека секојдневно живееме и треба ова држава да направиме подобро за живење, за секој граѓанин. Морам да признам дека не само вие, него, така да кажам, секој втор
политичар во држава што нешто значи на политичкото небо, има нешто по некој збор ваков или сличен на вашите, да каже за Димитар Апасиев, за председателот на Левица. Имаше скоро една афера што медиумите ја кажа, поточно новинарот Фуркан Салиу, тоа е дека еден исто така наш друг политичар во држава, во една од болниците се заканува на сестри, на докторки, на таква работа. Он вели дека нема ништо од тоа, но излезе како една афера. Не знам дали сте слушнале, дали имате. Не сум слушнал за кој бе во Америка. Петар Богоевски во болница се заканува на некои доктори, сестри, такви работи, но он вели дека тоа не е така. Медиумите имаше разноразни шпекулации околу таа тема, но сакам да ве запрашам, што е тоа вие како претседател на демократи, што би сториле за еднашка за секогаш Македонија да трне напред, да имаме подобар живот и граѓаните да имаат повеќе пари? Прво, кога граѓаните ќе не дадат довербата и кога ќе имаме доволно пратеници во собрание, за да можеме стварно да влијаеме на промените на законите и да се спроведуваат, се разбира законите, да имаме една демократија, прво би ние работеле на два проблеми огромни. Напоредно, едниот е да се уништи овој политички стопански криминал, митото и корупцијата. Значи, ние имаме политичари кои се врвни криминалци и тие ги креираа стопанските криминалци. Еве, пример, како е, например, кој мислиш ја креира наводно урбаната мафија? Па се разбира, значи политичари се градоначалниците, советниците кои ги издаваат дозволите, кои ги менуваат дуповите во општините, во градовите, селата. Тие се тие кои што велат нека се гради во Битола зграда до зграда, да нема светло. Нека се уништи зелената површина, наместо да имаме паркови, како што го пушти видеото, да видат како се гради, каков простор состава. Дали имате впечаток дека одредени градоначалници во нашата држава се како привезок на урбаната мафија на градоначалниците? Па види, тие се привезок, поточно тие се главните. Значи, почнувајќи од еден премиер, од владата, од собрание пратениците носат закони. Значи, како ти можеш, пример, еден, ќе земам, спомнав Битола, касарната, огромна површина, наместо да се направи паркови, да се направи спортски терени, да се направи некоја библиотека, градинка за деца, да се направи некој универзитет, факултет, пример зборувам училиште, да ти е мерак, бидејќи Тумбе-кафе, кој не знае, тоа е нешто чудо, да оди да се види Тумбе-кафе е нешто чудо. Со парко и тој дел, огромниот дел, тие го дадоe, за €1 го продадоe, градоначалникот со советот донесе одлука, бидејќи као тоа е припаѓа на општина Битола, го продадоа на мафијашите и сега зграда до зграда, све што беше зеленило, све што можеше биде поврзано со овај спортско-рекреативен комплекс каде што ние како граѓани излегуваме во паркови, Тумбе-кафе, се шетаме, уживаме и така натаму, да се изградат базени и други пропратни објекти кои што ќе ни креира задоволство и ќе остани градот, се разбира, почис, нема да има такво загадување, тие ставија зграда до зграда. Сега, исто и во Скопје, оди во Кисела вода, оди во други места, оди во Дебар Мало, пази. Све тоа уништено. И се разбира и други градови како Тетово, Гостивар, Струга, Охрид го ништо. Партал го направи Охрид. Нешто ќе го изгуби статусот на УНЕСКО, туку Охрид еден ден ќе стане место каде што луѓето нема да сакаат да го посетуваат. Па замисли еден Охрид. Јаве градоначалници имало и едната и другата партија, мислам јас ги викам нив криминални партии. Па тие ни еден паркинг немаат изградено. Немаат ништо посебно изградено да одиш таму да кажеш леле колку е убаво. А имаме прекрасно езеро. Значи, Охриѓани, Струга исто се разбира, Светина Ам, значи тој цел дел на Македонија е нешто чудо.
Ако таму се вложи пола милиарда евра, знаете, ќе доаѓаат повеќе туристи, ќе се креира вработување и се разбира економски ќе зајачуваме. Нема од тоа ништо. Имавме во Скопје езеро Матка, кој беше од само придонес на граѓаните, веќе нема ни езеро, ни ништо таму. Матка, не гледате, горе со езерото е уништено, а јас се сеќавам како студент, пред повеќе години, децени поточно кажано, то одевме таму и уживавме. Се и да бања тие луѓе. мерк се бањаме луѓе и тоа десетици илјади скопјани одеа и се бања преку лето. Кампови имаат, нели кампови? Да, кампови, се трајче и тука Матка, тоа е нешто чуда убавено. Многу убаво. Ние одубаво нешто уништуваме, конкретен случај, само ќе спомнам, во сега возам Битола, Скопје, Тетово не е ни битно, ама Пелагонија зборувам, почна нагло да се градат овие соларни панели. Значи, земјиштето најбогато, најквалитетно, прва класа за обработка на земјоделски производи, мислам да се посади со се и се што тие го уништуваат. Па, значи, каде треба да се донеси закон одма итно да се спречи на земја од 4-та категорија, 5-та категорија да се поставуваат соларни панели, а не таму. Значи, ние све што имаме добро во Македонија, зборувавме еве за езерото во Охрид, зборуваме за урбаната мафија. Значи, урбаната мафија е креирана од политичарите. Но, тука тие не се криви, ни политичарите, ни урбаната мафија. Народот е крив, поточно гласачите кои што гласаа за нив. Значи, да гласаш за исти човек, за иста партија, за политички структури кои што 35 години уништува државата, све уништија, отпочувајќи економија, образование, инфраструктура, здравство, напротив ја загадуваат повеќе животната средина на место да биде со текот на времето помалце и помалце загадена, и ти гласаш за нив. Значи, тие гласачи. Пример ќе земам сега што се случи на локалните избори. Да помале се фали дека направили историска победа. Што историска победа? Што победивте? И ајде сега имате апсолутна власт на државно ниво и имате на локално. И што овие 2 години си има направено? Нека се пофалат. Нека се пофалат, отворивме фабрики, отворивме болници, привлековме толку кои сакаат да привлекуваат инвестиции, приказни за мали деца. Дошла некоја фабрика се отворила, не знам, толку милиони. Отко се дојде на власт и кога биле порано 11 години на власт, поточно в 35 години се менуваат исти банди и нивните политички криминални структури, Македонија, некој вели седи во место, не, тоне. Значи, пак ние, гласачите, што гласаја за овие луѓе, се криви, зошто луѓето не гласат за демократи. Каде што има честни луѓе, никош не сме биле во политика, никош не сме краделе, све што имаме направено со работ. Дали некој во странство, дали некој тука, значи честни луѓе, поготово по возраст. Па види, кога гласаш како што беше Груевски пред 15 години, 20 години, кога постави екипа, тоа беше детска градинка од министри. По 25 години, 27 години, тоа е брука невидена. Знаеш, родителите некош прават грешка, бидејќи, овие младите, си имаат децата, возраст, и тие се иднината. Да, младите се иднината. Но младите од 25-30 години не може да бидат министри, премиери, преседатели и градоначалници. Имаме такви случаи и градоначалници и све и премиери и така натам, бидејќи младите се лесно подкупливи. Кога ќе видат многу пари, почнуваат да размислуваат поинаку. И второ, немаат никакво работно и животно искуство. За да бидете вие градоначалник на еден град, ќе земиме Битола, Скопје, Тетово, Куманово, тие се поголеми градови, треба да си чесен. Треба да имаш големо, огромно искуство во менаџирање. Градоначалник бара менаџирање, работиш со 1000-2000 луѓе, работени во тие фирми. Да, имаш директори, ти помагаат, имаш советници, но ти, ако не знаеш како се менаџира градот, тој град ќе се уништи. А поготово, за жал, граѓаните, гласачите, гласаат за криминогени структури, докажани.
Ајде да гласаат за некој што не знаеме до сега, па мислиш никогаш не биле на власт, па се излажале. Тука е проблем. Затоа жал ми е многу и еве и во Америка одам, како што кажав, често и бев сега, се вратив пред недела дена. Значи, таму чуда се случуваат на полето на економијата, медицината, образование, инфраструктура. Јас кај што бев таму не почувствував еден ден огромни градови загаденост. Не можеш да видиш ѓубре по улици, не можеш да видиш канти огромни со ѓубре искршени капаци, не можеш да видиш дупки како тука, чудо е нешто. Се функционира безпрекорно. Безпрекорно се градат автопатите, таму во близина кај што бев, значи кај што живеев, верувај ми, има еден автопат околу 20-30 километри е долг, толку брзо се гради. Значи зборуваш за 4, 5, 6 ленти. Еден пример во Тексас ќе ти кажам најголемиот автопат во светот. На една страна имаш 18 ленти, на друга страна 18. Тоа е 36 ленти трајче. Ги градат како ништо да не. А овде кај нас баш како што реков, од убава држава, кога се распадна Југославија, поранешна, на место ние да ги задржиме тие фирми, фабрики, ги распродадовме поточно СДС, Лјупчо, ДПМН, Бранко, приватизација, плачки невидени и направија 10, 20, 100 души супер богати олигарси, за денес да ни се смеат, а народот да ни бега во странство. До таму дојдов. За жал, пак ќе речем, на несовесни гласачи. Спомнавте за народот, за дека едни и те исти политичари и политички партии успева да го лажат народот 30 на години. Ја би додал една, и постои меѓу народот, може би сте ја слушнале вие како политичар, сигурно една поговорка која вели еднаш како ми излажеш, ти си виновен, два пати јас сум виновен, што веќе сум ти верувал, 3 пати јас сум будала. Ако дозволам да ми излажеш 3 пати, значи дека проблемот е во мене. Да запрашам малце околу Европската Унија. Еве 30 на години, условно кажано, не мами, не лаже дека сака да и станеме член, но ништо од сето тоа. Што би направиле вие како претседател на демократи за да станеме членка на Европската Унија и што би им кажале на тие европски политичари и европски членки држави? Видете, многу едноставна работа. Ние како демократи и повеќе во Македонија граѓани сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Ова трае премногу долго, бидејќи сите знаеме Бугарија става вето во Европската Унија, поточно во парламентот, за да не можеме да влеземе што побрзо. Јас би ме препорачал 2-3 работи. Најважна работа, Европската Унија има огромен проблем со законот. Тоа значи за проширување. Треба 27 држави да се сложат за да може некоја држава да ги отпочне преговорите и да влезе во Европската Унија. Ние добро сите знаеме, Бугарија што прави се разбира, и би им препорачал да си донесат итно нов закон. Не се работи само за проширување, Европската Унија има проблеми, 300 ИСО, што треба да донесат мерки или закони за економијата, за здравството и многу нивни други, инфраструктурата и така натаму, во Европската Унија. Примереве гледавме како Орбан ги стопираше, ги блокираше, сакае да пуштат финанси до Украина, не им даваше и за многу други работи. Значи мора да го променат законот што побрзо. Со тоа што ќе го направат мнозински закон, а не 100% секоја држава да гласа. Една ако му текне се испијани тој што оди таму да гласа и поќе нема да гласа и помина, значи тоа е катастрофа. Друга работа што ми препорачал на европските политичари во парламент, да земат малце да се освестат. Значи ние сме мала држава, сакаме во Европската Унија. Живееме во Европа, европјани сме. Да работат, да не примат што побрзо, да ги отпочнеме преговорите, да не ни поставуваат услови што Бугарија ги поставува.
Бугарија не е во право. Со децении не понижува, буквално не понижува. Ние не сме биле македонци, сме биле од 45-та, вештачка творенива на Тито, не створил, нашиот јазик не е македонски, дијалект од бугарскиот, 300 глупости. Историјата не ни ја признаваат, сакаат да ни менуваат учебници, да не ги признаваат македонците во Бугарија, сакаат ни бугарите што се малцинство во Македонија да ги ставиме во уставо и така натаму. Значи, ние мораме да ги прекинеме итно дипломатските односи со Бугарија. Да кажеме на Бугарија, на Европа и на светот. Се извинуваме, но ние повеќе вака не може да соработуваме. Затоа што бугарската држава е непријател бројден на Македонија. Зошто не ни дозволува да влеземе во Европа? За да ни промени све од историја, јазик, култура, да не понижи, да кажеме да, до 45-та ние бевме бугари, па сега сме македонци. Значи, тоа е нешто, е невидена диктатура, а европските пратеници и политичари, и преседатели на држави и нивните влади нека се освестат. Зошто овакво малтретирање за Македонија? Ви го разбирам, цел тој ваш гнев се приметува дека сте малку емоционален кога ќе се спомне нормално нашата држава. Господин Јорго, зошто нема повторно на прашање, повторно се отвора албанското прашање како топ тема, како имаме следно прашање од од еден од нашите гледачи кој вели токму околу протестите. На Facebook се појави еден аналитичар албански кој кажа, впрочем и тој самиот е адвокат, и кој кажа дека позади сето ова, позади протестот кој протестираат младите студенти албанци, стои албанската држава, Албанија стои и амбасадата нивна во нашата држава. Така он тоа го напиша, а прашањето гласи вака: протестира идните суди од албанско етничко потекло да можат правосудниот испит да го полагат на албански. Имав прилика да прочитам на Facebook дека демократи им препорачуваат на протестантите кои скандира УЧК и носеа само албански знамија, трошоците за испитите да им ги плаќа УЧК. Интересно. Самата објава имаше за кратко време голем број на коментари. Што точно стакавте да кажете на протестантите и дали сте против тоа правосудниот испит албанските студенти да го полагаат на албански јазик? Види, пред се јас како човек и демократ, бидејќи ние сме мултиетничка држава Македонија, во Македонија имаме жители родени тука, со многу години живеле тука, дали се тоа македонци, албанци, власи, турци, срби и така натаму. Јас сакам да имаме соживот. Немам против албанците, поготово што полагаат правосудниот испит, да го полагаат на албански. Зошто? Размисли вака. Албанците ги имаат сите права, имаат своји училишта, имаат своји универзитети. И сега тие учат, пример ве зборувам, правен факултет, стануваат правници, адвокати и така натаму, и се пријавуваат на тој конкурс за Академија за судии, и велат сега сакаме вие на владата, не нас, на владата, на државата, да ни дозволите да го полагаме испито на албански. Нема проблем, зашто тие спомнав, учат од прво одделение до факултет. Па сега, ајде на македонски. Тоа немам против и никош не сум имал против албанците, освен имам против националисти и редентисти албанци, како и против националисти и редентисти македонци. Because тие се најголемиот проблем, и други се разбира, националности, националисти и редентисти, кои што најголем проблем зборуваат цело време. Кој зборува за голема Македонија, кој зборува за голема Албанија. Ние сме толку неспособни да се справиме со овие криминални групи, политички партии, кои што, замислете, од 1991 како независна држава, донесоа закони во уставот метна да се креираат партии по националност. Ние треба да имаме граѓански партии, поточно кажано да имаме партии на
државата Македонија. За сите заедно, дали се тоа албанци, бугари, грци, кои што се државјани на Македонија, кои што живеат тука, родени се тука, роми, бошјаци, да бидеме членови на овие партии. Вака се што се направи, го поделија народу. Албанските партии велат, ние се бориме за албанците, македонските за македонците, таму ромите за ромските партии, бошњаците за бошњацките. Фактички тие се борат само за себе да се обогатат. И јас ова не го кажувам од памет, затоа што 35 години веќе се докажа и покажа нивните дела. Значи, најбогати луѓе во Македонија се политичарите, независно од која националност. Од политичките партии спомниме СДС, ДПМН, ДУИ и другите. Погледнете, се формираат нови партии, Ковлен, како знам и не знам што, кои што тие се бивши членови на овие претходни партии и сега вика не, јас да сум би ги забранил и еден ден би се забраниле овие сите национални партии. Број 1. Број 2. Нека знаат сите честни албанци, македонци, власи, турци, роми, бошјаци, торбеши, да ни се приклучат во демократи и да се бориме проти овие манипулатори, криминогени групи, политички структури. Да се избориме, да имаме држава како треба, а не да не залажуваат со протести. На тој протест видов на телевизија, од сите политички структури се борат за власт, се борат да развијат помеѓу македонците, албанците и другите граѓани омраза, наместо да соработуваме и да работиме на братство и единство. Како ние вака ќе одиме надвор? Знаеш ти дека Америка има од цел свет луѓе? Знаеш дека во други држави, Австралија и не е бито која држава има од цел свет луѓе? Има 150-200 нации. И кој ќе во Америка, кој ќе добиеш државјанство, сите е вика јас сум македонец, американец, англичанец, американец, значи го прифаќаш. Така и кај нас. Кој му има забрането, кажи на кој и да било. Не зборувам само за албанци, зборувам за секој да си зборува свој јазик. И тоа што сакав да кажам со поентата беше кога напишавме дека протестантите кои што извикуваат УЧК. УЧК тие можда да се рачуна како сакаат, но таа беше на времето 2001 терористичка организација кој што ја нападна државата Република Македонија и убиваше наши граѓани, дали се тоа македонци, дали беа албанци, дали беа турци и така натаму. Значи, се дигнаа под изговор, еве ние ќе се тепаме ако не ги дадате правата. Чи не можеш така, не знам, пак ќе кажам она приказната на почетокот дека јас сум против војни, но некоја се случува да има војни. Но кај нас во една мала држава треба ли војни да имаме? Па ова го прават све овие нереди, овие протести на национална основа го прават, верувам, и политичките структури да добијат на поени, да не раскараат. Имаш ли ти против која и да било нација да се изборува свој јазик? Не е проблем, нека се изборуваат кој каде што сака. Зато спомнам дека албанците имаат факултети, си имаат се си одат, си учат и немам ништо против. Јас се сеќавам, роден сум во Битола, уште пред 50 години имаше турско училиште. Каде што учеа турци, те го викаат турско училиште. И таму учеа само турци. Тоа време имаше повеќе турци, повеќето се заминаа во Турција или заминаа во странство, бидејќи секако и нашите, сите наши, кога викам нашите граѓани, нема везе нација вера, си заминуваат од Македонија масовно. Значи, тоа ми беше пораката дека вие одете од УЧК да барате, бидејќи зошто кој ќе демонстрирате, излегувате само со албански знамења, а живееме сега во Македонија. Зошто нас не повикате сите други партии, луѓе да речете, не се сложуваме со, ајде да излезиме заедно да протестираме. И ние ако се сложуваме, има некој да речиме, кој што можда нема да се сложи со нивните барања. Да протестираме. Ја затоа реков, сега ние од основно, од забавачем, дозволивме не, туку овозможи властите, државата,
да има албански факултети, па сега што е проблемот да се полага испит, Така. правосуден испит на албански. Па ако сакат ромите и нека полагаат шо, колку, значи, верувајте ми, проблема е друго. Јас сум пораснат во Македонија, исто и во Америка. За мене ме интересира само соживот и демократија. Ме интересира врвна економија, врвно здравство, образование. Ова све што ни се случува, што не трујат со отровен воздух, што ни уништија инфраструктурата, што ни протераат децата, уништија фамилиите, е последица нови неспособни политички структури 35 години кои што ја водат Македонија во голем амбус, поточно во една огромна септичка јама. Така. Поздрав до Петко Стојчевски од Криопаланка, вели вака: што мислите околу мерките на владата за намалување на ДДВ-то на нафтата и нафтените деривати и акцизите и како само со овие мерки ќе се подобри стандардот на граѓаните? Никако. Како ќе се подобри? Еве возам кола. Трошам пример 10-15 илјади бензин месечно. Пример, или малце поќе, малце помалце. Луѓето што возат само низ градови трошат и помалце. Пример, живееш Битола, живееш Скопје, колку возиш? Ако живееш Карпош 4, одиш до центар, работиш, се враќаш 3 километри ваму, 3 километри таму. Колку ќе потрошиш? Со тоа ништо не правиме, со тоа да се покаже дека владата не знае точно кај тера, а тие да се покаже дека знаат кај тера, дека ќе намалиме 2 денари, 3 денари, 7 денари. Што ќе ти намала бе треќе? Ние ја сгрешивме работата уште 91 година, како што рекол. Формиравме партии по националност. Раздор се направи помеѓу луѓето што живеат овде. Дојдоа на власт криминогени структури. Ја уништија државата, оплачкаа, ја приватизираа, богатството од фабрики, фирми, хотели, све што можеш да замислиш го приватизира. Го подели на 100-200, пример не е битно 500 луѓе и тие денес се милиардери, милионери. Додека имаш милион народ кој што гладува секој дневно. Страмота да зборуваш за 26.000 минимална плата, луѓе што одат околу работа и на работа 8 сати, му зема 10 сати за да зема толку пари. Зборуваме за како не е ова, јајцето не е 2 денари, млекото не е 15 денари кило, месото 70 денари. Ние живееме во Македонија мизерен живот. Зато спомнав Америка, ајде ќе земеме и други држави. Зошто нашите млади и повозрастни луѓе бегаат во Германија, одат во Хрватска, одат во Италија да работат? Зошто привремено 3 месеци, 6 месеци? Не е битно колку. Година дена, некои си селуваат тотално. Сретам едни млади луѓе, 30 и нешто години во Америка. Вика, јас имам 10 камиони огромни, тие, вика, по полека развивав бизнис. Тука, вика, јас ќе живам, не се враќам поќе назад. А премиерот ги лажи луѓето дека наводно, сега авионите поголеми носат наши тука и ќе се враќаат. Слушам исто дека во Германија секој пети германец ќе се иселел од Германија од X причини, па премиерот Мицковски се надева дека тие ќе дојдат и ќе се доселат во Македонија. Тоа е жива глупост. Какви се тие моабети сварно? За тоа не можеш да веруваш. Значи, статистички податоци кои ќе дава премиерот, толку проценти, вакви проценти 0,7, ние сме трета, ние сме пета, ние сме четврта земја во Европа по развој, по најмала инфлација, не знам што. Значи, ова е страшно. Зошто? Затоа што ако премиер, ова власт, кој што е на власт, направеше нешто досега, ќе се пофалеа. Немаше вакви работи да зборува. Ќе каже, ова, толку фабрики изградивме, толку инвестиции донесов, ваму се инвестира. Изградивме 1, 2, 5, не е само сега овие 2 години, да помане 15-20 години на власт. Значи, како се доаѓа, само се мисли на крадење, на уништување. И она што го кажав, како човек пред се, како партија демократи, прво што би направил, од 91 би се испитало потеклото на името. Приватизација. Све би тоа се одзело што е криминално, одземено, украдено од народот, од државата, тоа е злодело. Нема везе што тие донесоа закон во собрание.
Ти можеш едно собрание 120 неспособни пратеници, како сега што ги имаме, да донесат закон да ја уништат уште поќе државата. Ако е така, тогаш тие прават злосторство. Имаат моќ, носат закон, така? Но ако законот е против и на штета на граѓаните и на државата Македонија, тоа го сметам злосторство. Да се одземи се од овие луѓе, да се стават по затвори и да се почне од нула. Само честни луѓе да доаѓат. И економијата. Немаш ли економија? Не градиш фирми, фабрики, електрани. Не инвестираш 2 до 3 милиарди годишно. Пази од буџетот. Ако треба нормално и ќе земаш кредити. Ама ако ќе кажеш ќе земам 3 милиарди кредити, ќе изградам, не знам, вакви електрани, ќе изградам фабрики толку во земјоделието, не овде ги лажат со 200-300 милиони се троши годишно од субвенции. Од тие субвенции 20-30% се враќаат назад на тие што му ги дават од политичките партии што се на власт, од производителите, што живеат од земјоделие, сточарство, живинарство и така натаму. Нема тоа да има. Ќе има единствено загарантирано државата откупна цена на производството и пласман. Тоа што значи? Ако ти произведиш, ќе ти го купиме. За малце да се насмееме. 5 кила домати, 5 кила ќе ти купиме. Ако произведиш 500.000 тони, 500.000 ќе ти откупиме. На место овие 200-300 милиони да се дават со субвенции, значи тогаш ќе ги натераш луѓето, не мора само од село да се. Јас можам да почнам да се бавам со земјоделие, сточарство, живинарство и така, и секој граѓанин. Тоа е бизнис. Да произведуваш храна. Денес најважно е да произведуваш храна. Свето е гладен. Гледаш цените на прехранбените производи скокаат многу високо. Да. Зошто? Затоа што скоро све се увезува. Страмото од Кина увезуваш, бе, човече, лук. Лук од Кина, граф увезуваш од Пакистан. Абе, ние што нација станавме? А имаме прекрасна клима, имаме доволно вода, имаме доволно површина да си произведуваме за нас, да ја намалиме цената и исто тоа што ќе остане да го извезиме. Така. Да, и еве зошто кај нас не се градат помали фабрики за производство на земјоделски производи. Тука зборуваме за сточарство. Да, има некои што се градат млекари, има не знам што. Значи ние тоа ти го кажувам, кој ќе му кажеш на производител, не е битно што произведува, домати, пиперки, краставици или не знам, млеко, кокошки, јајца, кој ќе му кажеш све што ќе производиш, државата ти гарантира да ти го откупи и по една фер цена, за да заработиш. Така се оди напред и ќе почнеш да отвараш и земјоделски задруги и да не зборувам за пензионерите дека минимална пензија треба да иде повеќе од 30.000. Да не зборувам дека треба да има многу повеќе старечки домови, дека некој треба да се грижи да има фирма за пензионерите, за старите изнемоштени болни луѓе, кои што и дома ќе ги посетуваат. И ние фактички така ќе ги вработуваме луѓето. И тие пари што се од во буџетот, и како што кажав, кој ќе почнеме ние и да земеме кредити, дали се 5-10 милиарди, кога знаеш наменски за капитални проекти, отпочувајќи од електрани за производство на електрична енергија, кажавме, што сега има војна во Иран или не знам што, или му текнало на берзата светска, нафтата скокнала 50-80-200% и ние сите страдаме. Зошто? Затоа што ние немаме производство на електрична енергија. Нема никош да имаме производство на нафта и плин, бидејќи го немаме, но затоа може да произведуваме за нас. И што реков на крајона, не е иновација, постои сите моторни возила. Дома се знае апаратите и све тоа се користат и ќе бидат на електрична енергија. Кога ја произведуваш и ти е поевтина. И тоа ќе му кажеш на свето нас многу малце ни треба нафта, бензин за нешто ако ни треба, тоа е тоа. И стануваш независен во економијата. Оти јас учам доста, читам секојдневно. Мене ме интересира економијата, размислувам како Македонија доди напред. Македонија нема никош доди напред ако не развиеме на европска светска економија, каде што минималната плата денес ќе биде повеќе од 1000 евра и каде што ќе биде пример, каде што ќе имаме можност, поточно кажано, ние да заработиме, да можеме да се купиме
и куќи, и станови, место за живење, и коли, да одиме на одмор, и да се облечиме, и да јадиме по квалитет. Па тука луѓето, пола луѓе се не исхранет. Не ги гледаш, луѓето се тотално разочарани. Ја спомнавте Битола и јас и го спомнавте земјоделството, па еве јас нешто некоја слична тема. Се работи за земјоделското училиште во Битола. Еве имаме поздрав од Менде од Битола, вели поздрав господине Јорго. Секој збор вие вистини со вас сме. Кое е вашето мислење за затворањето на земјоделското училиште Кузман Шапкарев во Битола? Дали е во ред да се затвори институција која постои од 1908 година? Внимавајте, тоа е не баре времето на Гоце Делчев, имала војводи што уште и биле живи, или до 1908 година. Па видите, Битола во 1908 година беше понапредна од денес. 2026. Зошто тогаш луѓето работеле, се труделе немало лопови како денес. Денес, почувајќи од градоначалниците на Битола, зборуваме се за Битола општина, до советниците не знаеш кој е поголем мангуп, поточно кажано, кој е поголем криминалец, исто и неспособен да води. Не можете луѓе што немаат квалификација како што спомнав за градоначалници, треба да имаш такво животно искуство, да знаеш да менаџираш. Тоа може да бидат луѓе бизнисмени, не бизнисмени што украле, не нашите бизнисмени, туку наши бизнисмени кои на еден чесен начин го заработиле, тоа фирми креирале, значи луѓе образовани, луѓе со се разбира со факултети. Не може човек со средно училиште да биде кандидат за градоначалник. Тоа треба да се забрани со закон, бе. Зошто ќе речеш? Затоа што е смешно, нека ми извинат сите што се со средно, ама знаеш како, можеш ли доктор хирург да бидеш без факултет? Сега те прашу. Оти види, таа е специфична струк. И исто е ова, велиш да бидам градоначалник. Ако ти си способен, еве, пример еден, Бил Гейтс ќе го земам, ќе земам Майк Загерберг од Фейсбук, ќе земам Стив Джаб од Apple, генијалци, тие не завршиле факултети. Тие останале со средно, ама тие се генијалци. Значи, имаме ли ние такви генијалци? Имаме, ама ова држава не ги поддржува. Не ги поддржува и за жал повеќето ни бегаат надвор. Не верувате дека Амар Мециновиќ бил еден од тие генијалци што беше кандидат за градоначалник на Скопје? Види, додека ДПМН не откри дека човекот нема ни завршено политички науки, дека има само 7 како се вика рече, испити положено, дека имал тешко детство, и јас имав тешко детство, па не кукам, не се жалам, и дека неговиот лидер Апасиев, кој што има ситна душа и го лажеше народот, нигде не спомнува, го кандидира за да биде градоначалник на Скопје од 500, 600, 700 илјади луѓе. Замислете 29 годишен човек кој што нема тотално никакво искуство, наводно исто приказна, табе добро зборува она. Слушајте, како што реков, треба да менеџираш град, овој град е огромен. Не гледаш што правам, него што зборувам. Да, точно, не ме гледај што правам, туку што зборувам. Значи, ова го кажувам од гледна точка, види. Еве, погледнете конкурси. Вели директор се бара, менаџер, ти бара образование. Ако треба да се бара машински факултет, градежен факултет, како јас можам на еден инженер од градежен да му земам местото и како можам да бидам кандидат за градоначалник на општина, поготово најголемата општина во Македонија, што има илјадници проблеми, и ти да бидеш без образование, и сега не само што немаш образование, немаш никакво искуство. Ај се вака да речеме, да си некој бизнисмен и да немаш образование, ама да се покажеш, докажеш, како што имамо Македонија некои честни, тоа е друга приказна. Тоаш нема да кажам, нема човек во факултет. Не се работи за факултето само. Се работи дека луѓе како Апасиев, како Мециновиќ, тие, за жал, не знам како да ти обяснам, се луѓе кои што на еден преварантски начин со нивните идеологии сакаат да дојдат на власт, а уствари немаат тотално никакви способности, напротив, ќе креираат проблеми за Македонија, во иднина повеќе. А такви луѓе нас не ни требаат, способни, честни,
квалификувани луѓе кои што стварно нешто во живот имаат постигнато, повозрасни луѓе. Што мислите за новата стратегија во образованието? Дали реформите ќе имаат некој бенефит во образованието или ќе направат уште поголем хаос? Па види, тие до сега прават огромен хаос, затоа што 2 години се на власт, министерката нема ништо направено за образование. Има предлог закон, кој закон го турка неверојатно, и дека мисли, како и сите претходни влади, кој ќе дојди, прават реформи. Јас само едно се чудам и се прашувам. Ако во светот има некој систем за образование, докажан и покажан, дека е квалитетен, дека е светски, дека дава резултати, произведува квалитетни граѓани, научници, иноватори и стручњаци, значи под стручњаци и рачунам и водоводчи, и електричари и механичари. Да, и тие се стручњаци. Не зборам сега, ти имаш факултет, демек повеќе те целам. Не, значи сите луѓе ни се потребни. Дури хигиеничарите ни се потребни. Значи не можеш ти некој што е фризер да го цениш помалце дека некој е лекар. Не. Значи бараш секојаш квалитет, врвни квалитети. И ако одиме така, велиме, образованието во Финска е фантастично, дава неверојатни резултати, Норвешка не е би толку држава, Јапонија. Зошто не ги земиме тие примери да ги адаптираме према нашиот менталитет и да завршиме работа една со образованието? Ние порано имаме фантастично образование, јас се сеќавам кога учев. Не е само да бубаш да учиш, но сега нека се тоа направи, зборуваме дека не можеш ти да завршиш медицински факултет и истиот ден кој ќе завршиш, кој ќе добиеш дипломата, ти треба да бидеш лекар, да имаш и пракса огромна. Значи, додека студираш. Исто. Завршува техничко средно, пример имаме во градовите, и ми вика еден професор, јас ги учам како да швејцуваат, а ние немаме апарат. 3 години теорија му кажувам. Вака така, значи смешно е дали учиш за механичар или нешто од електричар. Значи ние треба да сме практични. Во Америка се мога да ти кажам. Има курсев. За 3 месеци, 6 месеци стануваш мајстор. Зиздаш куќи. Градежништо. Електричар. Кога му треба, тие го обрзува тоа. Не мора некој да оди 50 години во школа, вече. Се одредени струки. Со одредени струки можеш да поминиш средно, нормално, основно, па да одиш на факултет, па после од факултет одиш понатаму за да бидеш нешто каде што пример, во здравството не може секој да оперира. Што се вели, не можеш да бидеш доктор. Секој сега може да оперира. Па види кај нас веќе и купени дипломи. Кај нас е лудница. Не дај Боже да ти падне таков лекар, ти мисли има мене лично случајно и не само со мајка ми, татко ми, со мене. Лекарот ми зборува, си екам, не знам што зборува, врви. Кажува, шо ти е, како ти е, не те ни прашува, освен шо ти е, како ти е, мисле, мели не ми е добро или не се чувствувам добро, ке ти ме притисокот ти е добар, ова ти е, знаеш он, земај ги ове апчина, ако ми е добро, зашто ми ги даваш да ги земам, докторе, да се трујам, зборо е дека не е само да критикувам, ние преку образованието креираме кадри, го образуваме граѓанино, да биде човек. Пред се, мора во секој основно училиште и гимназија, па и на факултет да има предмет етика. Да знаеме, да почнеме она се мразиме, ти си ова, ти си она, како политичките партии што шират омраз на национална основа. Так. Македонија е мала држава, сите треба да живееме заедно, братски, како што рекол, да живееме во соживот. Јас немам време во животот, ни ти, па ни некој 10 годишен да расти со омраза. Да. И да утре други ден да каже, овие се тоа и као демек индиректно не ги сака и мрази ги. Така да мислам дека е промаршена приказна, затоа што спомнав, како што кажав, не се земат примери од свето, кај што е докажано со децени, дека тој метод на образование е најквалитетен, носи најдобри резултати. Кој ќе го направиме тоа со наши стручњаци во Македонија заеднички и ќе се донеси одлука. Така. Штета, министерката не знае кај тера и јас ја повикувам да си поднеси оставка,
независно што била професорка, сад со тие приказни поќе не полато ти кајна, знаеш како е, а одредена група на луѓе паѓаат во транс, у професор на факултет, декан, а и учен, тој е многу добар, а тие фактички не закопае. За жал почна и одредени новинари да си подигруваат и да со прашања кон министерката си дозволи да ја на некој начин омаловажуваат. Падот на Виктор Орбан. Само извини, ова што спомна за човекот што му кажа. Да, албанскиот новинар. Албанскиот кој ќе доаѓаш тука да си донесеш. Министерката. Ама он два пати тоа. Да, министерката за тоа одговори како треба културно и се. Мислам тоа е грешка на новинаро, бидејќи ова е Македонија. Ние во Македонија нема потреба да одиме во кај што живеат повеќе албанци. Ако јас еве да можам би научил албански. Бидејќи со тоа ќе богати. Човек што зборува повеќе јазици е побогат. Поинтелигентен, го тренираш мозок. И јас немам против, како што реков, ни една нација, ни против албанците, ни против власите турци. Да можам и влашки би научил и да можам, јас сум македонец, ако имам Јорго ми е името, многу мислат дека сум грк или влав, а фактички сум потекнувам моите дедовци од Смилево и чист македонец. Би научил секој јазик, монголски не е битно што. И да почнам да имам време, би учил. И би учил затоа што е добро со некој шмалце да прозбориш дали е шпански, дали е албански, дали е ромски. Но една работа секогаш ќе промовирам и ќе кажам дека во Македонија, за да се разбериме, значи Македонија ова Македонија. Национален јазик е македонски. А од друга страна албанскиот се користи по закону кај што има повеќе од 20%. И немам против, како што кажав, јас немам против кој на кого му забранува и кој сум јас да му забрани. Јас говорам албански, но одлично, мојата замерка беше околу она што колку беше она уштива, колку да, и тој беше безобразен, националистички настроен, кој ќе доаѓаш тука носи. Да се дозволи. Тетово е Македонија. Така е. Гостира Македонија и сите градови кај што реков, кај што живеат повеќе албанци. И што треба ние сега да се делиме, али добро, тоа се провокатори и националисти, некои од нив се зажали дерентисти, како Касами пример, кој што е сега во власт и не знам зашто Депо не влезе со они во власт. Ако веќе одиш со албанци, треба да одиш со поквалитетни албанци во коалиција, кајде што ќе се борат за Македонија да обстани и да напредува како држава. Моце едно прашање околу Унгарија, така да кажам. Дојде и тој ден, падна, замислете си, Виктор Орбан. Падот на Виктор Орбан и победата на Петар Маѓар во Унгарија. Што мислите, дали ќе има позитивно или негативно влијание за нашата држава и дали ќе ги засегне политичарите кои се на власт во Македонија и регионот? Дали може на крајот од денот да ни го испорачаат Никола Груевски или пак сам да се врати? Види, Унгарија, Маđarска, како сакаш да кажеш, таа си е независна држава. Виктор Орбан 16 години владееше тој огромен период. Ретко кој така може политичар во светот и во Европа да се пофали. Знаем, има некои што владеат цел живот. Али владееше и дојде денот да падне. Ние како Македонија треба да ја поштоваме одлуката на народот во Унгарија и ние, независно од политичарите, фактички имаме работа со Унгарија и народот на Унгарија. Од утре до ден ќе дојде друг председател, друг премиер, се менува. И за нас, како во Македонија, се разбира, може да значи позитивно, да имаме подобри односи, да немаме подобри односи, тоа ќе зависи од властите во Македонија и од новиот избран што ќе биде премиер на Унгарија, така да Петар Маđар. И јас сам му честитам, се разбира, бидејќи секој што ќе победи се честита, ако победи на еден фер начин, но овој случај беше фер, затоа што ова е невидено нешто, 78% излегоа да гласаат, регистрирани гласачи.
Ние во Македонија не можеме 50%. Негде има, негде не можеш ни не излегува не под Концепт. прагот под 33, 20, 19 и така натаму 40. Значи ние како држава бенефициите ќе ги имаме ако нашата влада знае да менаџира и креира соработка. Јас посакувам се разбира да имаме врвна соработка, инаку Македонија дали добива или губи, со ова е нешто што јас мислам Тоа е дека прашање. ние треба пак да ја цениме одлуката на унгарскиот народ и времето ќе покаже колку ќе имаме бенефиции или нема да имаме бенефиции од победата или загубата на Орбан. Кратко само, дали мислите дека Груевски може да се врати? Види, Груевски може да се врати, но денес читав дека едно дело му застара. Макар и на слава. Сега правиме муабет дека на едно дело му застара или има уште 2-3 дела, кој што треба и исто и осуден со затворска казна. Груевски дали ќе се врати самиот или новата власт ќе го протера, бидејќи читав исто дека новата власт кажува дека сите кои што во Унгарија добиле заштита, азил и така натаму, а се прогласени своите држави како криминалци или биле прогонувани и осудени, тогаш ќе ги отстраним и поточно ќе ги вратат. За Груевски судбината самиот се кроеше, тој да беше како треба, немаше да се фати со брачет му Сашо Мјалков и со таа една банда на криминалци, министри и така натаму, да ја плачкат Македонија. Македонија многу изгубе, прво многу веруваше во него, одредена група на луѓе, но ние знаеме, за жал, и тоа се случуваше и со СДС. Има луѓе и во партијата Дуви, има и во другите партии кои што нон-стоп не крадат, а и на некој начин ситуацијата е таква во Македонија, веќе одредена група на граѓани станаа тешки криминалци, обични граѓани, гледат како само да те зафркнат, да украдат нешто без работа да добијат, царува тука сивата економија, кријат пари, не плаќаат даноци и така натаму и така натаму. Така. Еве Игор Темелковски вика вака, он упатува прашање околу се работи за Инфомакс, вели вака, гледаме дека некои мејнстрим медиуми кои креираат јавно мислење, како Инфомакс направија салто мортале и од Мицика предоа на господин Мицковски. Познатиот мечка од најголемиот критичар на власта почна да ја фали. Дали ова можеби се должи на некакво финансиско влијание врз фирмите на Мечка, бидејќи е познат по тоа дека има огромен прилив од 30 милиони денари годишно и голем дел се од компании кои се блиски до власта. Дали имате некој мислење околу Инфомакс? Ама видите, јас имам мислење за медиумите во Македонија. За жал, повеќето медиуми и новинари работат за криминалните политички структури, кои што се 35 години на власт и тие помагаат да се пери мозоко на гласачо, на народот, за да дојдат повторно на власт или да останат на власт. Ние знаеме дека од овие поголеми политички структури секогаш се на власт на централно или локално ниво. Поќе помалце пратеници, советници, составуваат влади нормално тие што се на власт или ги имаат како градоначалници и советници. Македонија страда најповеќе од медиумите. Седмата сила. Седмата сила. Значи што? Значи Инфомакс сака да се прикажи и што зборуваш за Мечка, а сака да се прикажи и тоа е цел тим дека тие се за народо, дека се дел од народо, се борат и нормално излегуваат и кажуваат некои работи кои што еве ние сме као против овие. Еве ти еден случај. До пред 2 години, а сега како што кажа се салто мортале направија, порано го вика Мицика, сега го викаат премиерот Мицко, господин Мицика и така натаму. Тоа е, ако има причина за тоа,
Може некојаш да се караш со некој, за некој да мислиш нешто, но можеш и да промениш мислењето. Ако тоа има база и причина. Во конкретниот случај, јас се чудев како Инфомакс, тие се прикажуваат од една страна како да се дел и се борат за доброто на Македонија и за народот, од друга страна ги гледам во последни 2 години, као напаѓаат ДПМН, форсираат СДС. СДС е криминална структура, па се нешто се закарае со СДС. Гледам, ја форсираат партијата Левица, кој што не знае кајтера, не знае од повеќе причини. Значи, кога ти во една држава имаш партија кој што промовира фантазија и продава магла, и ти ја поддржуваш, а од друга страна не ги поддржува партиите како, пример како нашата или други партии, бидејќи тука се работи за нешто друго. Кој ќе плати веројатно, тој добива. И ова промена што е, пак ќе кажам, јас може да влеземе демократи во коалиција со некоја партија кој што денес ја напаѓаме, ама треба да има причини. Ако влеземе во коалиција, ако се договориме дека тоа ќе оправиме и тие ќе се променат и ќе се борат за доброто на Македонија и ќе се борат против криминал и подобра економија, за подобар живот на граѓаните, тогаш ќе влеземе со секој во коалиција. Така и ова. Промениле салто, мортале, што го викаш, направиле и така натаму, тоа е, не ме зачудува, но јас како демократ, пеце, како човек, јас се чудам, тие луѓе од една страна се прикажуваат, ние сме критичари на све што не чини, а од друга страна, до вчера, максимално ги рекламира СДС, криминалната партија. Така? И се разбира Левица кој што нуди магла, ветер и магла секој ден и ги манипулира и граѓаните и своите членови, поточно да кажеме црвената владина. Кога сме веќе околу медиумите, уште едно прашање за медиумскиот свет, кој вели кој е вашето мислење воопшто за медиумите, кога гледаме дека во Македонија делуваат и многу антимакедонски медиуми. Намерно не велам про-бугарски, како што е Вести МК, чии надписи се граничат со фашизам. Видовме дека власта јапсеше некои нивни соработници кои пак се занимавале со дистрибуција на педофилски фотографии. Вести МК. Видим, бугарите имаат, бугарската држава имаат големо влијание преку одредени медиуми, како што спомна, одредени личности. И за жал тоа е пракса на Бугарија по долго време. И се уфрлени тука во Македонија преку медиуми, дали е тоа портал, дали е телевизија. Ние имаме воопште бугарска телевизија. Еднаш бев таму и имав интервју и после ако почнав да зборувам нешто на тема Бугарија, сад и нешто зборував и никојаш не го пуштија и јас сум бил против Бугарија, јас не сум против Бугарија. Јас сум против бугарската држава и политичари кои што не ни дозволуваат да влеземе во Европската унија. Јас не сум против народа. Како и ние, така и тие, како и други народи, мора да се соработува и немам против никого. Така да не е за чудење, трајче воопшто, таа пропаганда постои и за жал македонци, не само бугари, македонци за пари ја продаваат ова наша држава на бугарите или кои да било. И видовме политичари, новинари, медиуми. Па гледате, самите спомнав за медиумите. Ние во Македонија имаме медиуми, почувајќи од националните телевизии, па и до други локални или убаво реков локални телевизии или општински телевизии, кои што работат во интерес само на големите политички и криминални структури. Све друго, ако даеш добар предлог, ако стварно си чесен она и си против ова што се случува, ти нема шанса да видиш гостин. Демократи сме блокирани, гледај ги на телевизија по медиумите, исти фаци, исти луѓе 35 години, кои што тие луѓе уништиле Македонија или некои од нив што излегуваат ко гости, се некои аналитичари, советници. И цело време истото верглаат и што од нив кори, зошто нови луѓе, зошто луѓе кои што
имаат одлични идеи, на Македонија му треба честни, одлични професионалци, луѓе кои што сакаат да понудат решенија за државата. Така. Не е само ние и се критикуваме, кажувам доста, овие се криминалци, овие се овие, но поентата е да се нудат решенија. Значи, кога велам 2 до 3 милиарди секоја година треба да се инвестира во економијата, за да ние отвараме фирми, фабрики, електрани и така натаму, тоа го кажувам бидејќи ќе вработуваме луѓе, економијата ќе оди напред, автоматски ќе престанат луѓето да бегаат од државата, поготово младите, бидејќи на нив останува државата, и економски ќе бидеме подобри. Без економија, пак ќе кажам, значи све е поврзано, даваш решение без инвестирање од 2-3 милиарди евра секоја година, наредни 10-15 години, додека го дигниш, државата тоа мора да оправи. И се разбира, може и повеќе ако прави некој јавно-приватно партнерство со домашни и странски инвеститори, бизнисмени. Значи, да сублимираме, велите дека во Македонија постојат медиуми кои работат за туѓи бели дворови. Господине Јорго, тоа беше се за овој подкаст. Ви благодарам многу што ни бевте гостин и се гледаме се надам повторно. Благодарам и само едно можем да кажам, да завршам ова цела приказна, дека за жал во Македонија постојат тешки манипулатори, тоа го знаеме, се на власт 35 години и би сакал порака да пуштам до нив, повеќе не ќе може да ја уништуваат Македонија. Или ќе почнат да работат честно, поштено и да нудат квалитетни кадри, ако се на власт, кои да се на власт, еве пример премиерот Мицковски, би му кажал една порака дека тој треба да почне на одредени места, дали се тоа министри, директори, луѓе што ги водат овие фирми, јавни државни фирми или институции, квалитетни луѓе, затоа што ако не поставува такви луѓе, луѓето тогаш ќе мислат дека тој дел од овој систем и дека заеднички тој и неговите луѓе ја плачкаат и уништуваат Македонија. Јас не знам што мислат кои ќе дојдат на власт, но почнуваат да паѓаат во транс и тогаш велат ај ќе оставиме овој директор лепеше плакати, ај ќе оставиме овој 20 години во партијата. Нема појма. Еве ти еден пример со градоначалникот на Битола, Коњановски. Тој е лекар некој и значи не знае човекот да менаџира. Цела Битола е искршена, дупки, што да те кажам, ѓубриште, што да те кажам. Ништо во Битола се нема отворено. Нова фирма, нова фабрика, не одиме напред. Здравството, болницата претворено во мртовечица, младите си селуваат и зошто таков човек да се стави? Што не може да стават кандидат подобар, како што реков за Левица Мициновиќ и така натаму, но Левица е друга приказна и за тоа би сакал да разговарам во друга прилика. Господине Јорго, уште еднаш ви благодарам што ни бевте гости. Благодарам многу и секојаш сум радосен кој ќе дојдам на Демократски импулс, бидејќи гледам и вашите гости кои што доаѓаат овде, се разбира се квалитетни и мислам дека сите се бориме за подобро на Македонија и подобар живот на народот на Македонија. Строго одборни луѓе кои нешто значат во нашето општество. Драги гледачи, тоа беше се за денеска, тоа беше председателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски, а знаете дека треба да притиснете лајк и да го споделите ова видео. Се гледаме!